Катанците на вратите на стариот Луна парк ќе останат затворени и во 2020 година. И покрај најавите на градоначалникот на Скопје Петре Шилегов дека во јули новиот забавен парк ќе биде отворен, тоа нема да се случи. Во последната проекција исто така од градоначалникот е планирано во 2020 да се заврши само со проектирањето. Од причини што проценетата вредност не може да биде обезбедена во текот на една година, изведбата на објектот ќе се одвива етапно во фази, при што и финансиските средства за проектирањето и изградбата на нов тематски забавен парк, набавката на опрема, реквизити и нивното монтирање се планира да бидат обезбедени од буџетот во текот на 2019, 2020 и 2021 година, пишува во програмата за проектирање и изградба на забавниот парк. Според оваа програма, во 2020 година треба да заврши проектирањето, а изградбата на инфраструктурата и набавката и монтажата на реквизитите се планирани за наредната 2021 година. И додека на терен нема никакви градежни работи, а местото каде што треба да никне паркот стои заградено и затворено, се одлеваат дополнителни буџетски пари. Град Скопје во 2020 година ќе потроши вкупно 1,5 милиони евра, околу 65.000 евра за изработка на проект за забавниот парк. За реквизити пак 40 милиони денари, односно околу 650.000 евра, а за ставката изградба на забавен парк која нема да се реализира, планирани се околу 820.000 евра. Но за забавниот парк и ќе се задолжуваме со дополнителни 2,4 милиони евра обезбедени преку кредити. 80.000 евра ќе одат за доплата на проектот, за реквизитите 1,3 милиони евра и за изградбата на паркот уште 1 милион евра. Иако предходниот градоначалник Куце Трајановски набави 7 реквизити за кои градот до неодамна исплаќаше околу 6 милиони евра, ќе се набавуваат 20 нови. Ќе има панорамско тркало, антички авантуристички автомобили, сафари турнеја, акваманија, 2 ролер костери, пиратски брод. Новиот забавен парк се планира да чини околу 12 милиони евра. Ние во град Скопје се уште имаме суштествени проблеми со кои што се соочуваат на граѓаните на Скопје. 12 милиони евра во ова време за забавен Луна парк при чија реализација имаме многу отворени прашања, многу неодговорени прашања, навистина сметам дека е луксузирање. Градоначалникот уверува дека инвестицијата ќе биде исплатлива за 7 години и дека ќе направи парк каков што нема во целиот регион. Се предвидува дневно да има околу 3000 посетители, што го отвара проблемот со сообраќајот и паркирањето во градскиот парк. На седницата на советничките прашања на која бурно се дискутираше, Шилегов побара трпение од јавноста затоа што проектот се уште бил полупечен. Кога ќе созрее решението за решавање на проблемот со паркирањето за потребите на функционирањето на новиот забавен парк на градот Скопје, ќе бидете благовремено известени. Најмалку што размислуваме дека од крајот на улица Ленинова ќе се влага во забавниот парк. Кога е зрело за споделување со јавноста, се споделува. Кога се работи на нешто, едноставно не можете да го споделите. Не знам како ви кажам, веројатно дека левот го јадете кога е испечен, а не полупечен го вадите од релна. Според ДУП на општина Центар, на местото каде што е сега градската администрација е предвиден јавен простор со можност за монтажна гаража. Неофицијално едно од решенијата кое што било разгледувано е да се изгради катна гаража на местото на сегашните бараки. Но стручната јавност советува дека во овој дел на градот е несоодветно да се гради катна гаража, бидејќи дополнително ќе оптовари улицата Илинденска и предлагаат да се размисли за идејата да се направи паркинг кај пешачкото мостче во градскиот парк. И додека јавноста чека ново сообраќајно решение, единствениот парк од ваков тип во градот останува затворен веќе 4-та година поред.